стинки кои што нормално дека во овој град не треба да постојат. Следната работа е на реката Отиње, значи уредување на речното корито, со тоа што и она што малку вода доаѓа треба да се фати на известно место, да се направи така да секој пат во коритото има вода, а покрај самото корито, во делот доле кај што сите што доаѓаат од страна се чудат како може една река да се наводнува, може би сега ќе конкурира и за светско чудо. Значи во иднина ќе изгледа вака и деновиве кога го објавивме ова, нашите пријатели од другата страна веќе прашуваат од каде толку многу пари. Епа ние знаеме како да направиме пари и да ги употребиме за доброто на народот. Покрај зелените површини, многу често се содруваме со проблеми што нема каде да се паркираат автомобилите, а сега со ова рецесија или како е вика на Бубамара криза, ама ние не знаеме дека се викало рецесија, дека автомобилите ќе поевтинат и ќе купува народот повеќе автомобили, па мораме да мислиме и на паркинзи. Затоа на реката Отиње, од потегот на кај мостот кај судот, па некаде до новиот мост, до банката, до Стопанска банка, изградба на паркиралиште или вкупната површина ќе биде 4000 метра квадратни, исто така од мостот пред гимназија па до некаде до црквата ќе влезе едно вакво паркиралиште каде што ќе се надмине проблемот со паркирање на автомобилите. Додека течат овие работи, вие видовте и претходното излагање на нашиот актуелен градоначелник дека ние од Социјалдемократскиот сојуз мислиме како да направиме нешто. Мислиме секојдневно како да се изгради нешто и да се подобри животот во градот Штип. Во едно време, во едно минато срекно време, градот Штип представуваше регионален центар. Но што се претвори градот Штип? Се претвори една, не се не вика ни крива паланка. Зошто? Затоа што централната власт си ги форсира само оние општини. Само оние општини кај што имат градоначалници од ВМРО ДПМН. И заслужуваат за ова. Значи, градоначалникот Панде Сарев проба да донесе странска инвестиција, требаше железни опинци да се облечат па да се направи Лукойл. Исто така, кога требаше да се отвори туш, требаше не знам што да се направи да се отвори туш. А кој работи во туш? Кој работи во Лукойл? Наши сограѓани, сигурно. Мојата поента ќе биде тоа што сум го научил до сега, да го реализирам во дела. Тоа е мојата главна препорака. Сигурно дека нема да се занимаваме со скопски шмизли, со дрва, со Александар да Грейт од 35 метра, просто човек да не може да го изгледа. И премиерот, на премиерот му порачуваме, на оној премиер, што му тече млеко во државата, уште мед да почне да тече, па се да му биде ред. Му порачуваме дека Штип ќе биде најубавиот град во Македонија, затоа што вие тоа го заслужувате, затоа што Социјалдемократскиот сојуз сака да се пласира само со таков начин, со работа. Не знам дали се сеќавате 2006 година, како изгледаше. Значи, вие излеговте на избори
и го казнивте Социјалдемократскиот сојуз затоа што не работил добро. Ворете, се сложуваме, стварно не работевме добро. 2008 го потврдивте тоа. Иако гледате што се случува во државата. Значи, вие гласавте, или тие што гласале за подобро утре. Гласаа да секој работник си ја задржи работата. Гласаа да има подобри услови за живот. Гласаа да има мир и стабилност. Но што се случи? Социјалдемократскиот сојуз влезе или дојде пред вратата на Европска унија, дојде пред вратата на НАТО алијансата. Но што се случи сега? Отидовме во Букуреш, се вративме со наведната глава, затоа што премиерот немаше храброст да го каже она што тука во Македонија го има договорено. Двојната формула. Се врати назад и сега јава на популизмот. Ама вие многу убаво знаете дека од популизам не се живее. Не се живее од тоа што едно се кажува, друго се прави. Не се живее од тоа што се ставаат само камен темелници, па сутлакот веќе не знаеме кој што е. Нова ќоше камен темелник за спортска сала, нова ќоше камен темелник пак за спортска сала, на другото ќоше камен темелник за спортско игралиште. Значи ние ќе бидеме најспортската нација во светот. Со камен темелници се разбира. Почитувани сограѓани, ние не дојдовме овде да се молиме за вашите гласови, затоа што сме сигурни и убедени дека вие тоа ќе го направите. Ние дојдовме овде да ве натераме да размислувате. Каде оди Македонија? Македонија оди во погрешен правец, затоа што се за овие скоро 3 години што се кажа, или во она портокаловата преродба во 100 чекори, испадна... Од прескаве чекам да викнете малку уа. Значи во она портокалова преродба во 100 чекори пишува дати. На таа и таа дата ќе се оствари тоа. На таа и таа дата ќе се направи тоа. На таа и таа дата авионите ќе слетуваат во... Како се викаше? Кадрифаково. За мене или за премиерот? Добро. Малку понавака ќе има индустријска зона. Каде е таа индустријска зона? Каде е тој аеродром? Каде е базенот на мојот против кандидат? И тоа затворен дори. Сега малку да се подсетиме и на спортот. Значи собравме 20 на момчиња од Балканот, направивме репрезентација во ватерполо, отидовме и нормално се вративме така како што се вративме, потрошивме еден куп пари, а нашите каратисти кои што тука во нашата близина има една таква фамилија која што постигнува врвни резултати во тој спорт, нашите борачи исто така подолу има и една таква друга фамилија која што постигнуваат врвни резултати. Значи ние навистина сме спортски град на кој води сметка за тие луѓе. Доведуваме луѓе платеници од странство кои што нормално доаѓаат за пари, си заминуваат и готово. Кога ние сме имале ватерполо и сега да имаме. Мојот против кандидат Зоранчо Алексов. Добро, нема потреба да му викаме ова.